Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за мозочен удар. Како најбрзо да се препознае дека некој доживеал мозочен удар? Колку е клучно времето за интервенцијата? Што после мозочниот удар? Мои денешни гости со кои што ќе разговараме на оваа тема е асистент доктор Јован Божиновски, директор на клиниката за неврологија, и Гордана Димеска, главна сестра на клиниката за неврологија. Добре дојдовте на двајцата во Добриот доктор. Добре најдовме и благодариме на поканата. Так. Еве, докторе, да започнеме со вас. Како најбрзо да се препознае дека некој има, односно дека некој доживеал мозочен удар? Добар ден пред се на вашите гледачи, благодарам за поканата. Мозочниот удар е една од итните состојби во неврологијата и од клучно значење да се препознаат раните знаци за мозочен удар. Всушност, целта е да се интервенира во тој еден златен период за да може да се аплицираат тој златен час, како што го велите. Симптомите кои што се најкарактеристични се искривување на устата, на едната страна од устата, променет говор, слабост на раката или ногата или на двата екстремитети, обично на едната половина од телото, проблеми со координацијата, нарушување на видното поле, главоболка. Тоа се најчестите симптоми на мозочниот удар. Кога некој таков ќе ви дојде, предпоставам прво правите или веднаш тој преглед, лекарски преглед пред да биде пренесен во одделението, во одделот за интензивна нега. Значи многу е битно да се забележи времето на настанување на симптомите и првично кога ќе се донесе еден пациент кој што има знаци и симптоми за мозочен удар, треба да се земе една добра анамнеза и добро водена анамнеза, бидејќи тоа е клучот на секој преглед. Понатаму се продолжува со еден невролошки статус се прави една проценка на невролошкиот дефицит, понатаму се почнува со рутински лабораториски анализи, понатаму невроимеджинг, односно снимање на мозокот, најчесто тоа го работиме со компјутеризирана томографија. Морам да кажам дека на нашата клиника имаме собствен компјутерски томограф, па така што таа дијагностика оди бргу. Понатаму веќе доколку пациентот е селектиран, односно е донесен пред се прво како прв критериум во време кога може да се даде специфична терапија, тоа се првите 3,5 до 4, максимум 4,5 часа од настанувањето на симптомите на мозочен удар, се подлегнува на одредена интервенција зависно од состојбата на пациентот. Да, тоа секако ќе продолжиме, нели, имаме за интервенциите. Што кога, дали сите всушност кои што доживеале мозочен удар завршуваат на интензивна нега и што се случува таму, нели, се зборува првите 21 час, па 72 часа, колку тоа навистина е така? По приемот на пациентот е поставена индикација за прием. Пациентот може да биде сместен на оделот за ургентна неврологија, кој што има полуинтензивен третман, или пак на оделот за цереброваскуларни болести, кои што исто третираат, нели, пациенти со мозочен удар. Па тоа повеќе е народски кажано, значи тоа е индивидуално, секој пациент во различен период во текот на наредните денови постигнува стабилизација. Некој може би одведнаш да биде стабилен во однос на, зборувам, на општата состојба, во однос на вителните параметри. Ударот кога ќе настане, тоа е веќе готова работа. Понатаму, значи, само ги лекуваме и спречуваме компликациите од самиот мозочен удар. Колку може да останат, нели, на одделот за интензивна нега? Доколку се работи за исхемичен мозочен удар, 14 дена е максимумот колку што треба да бидат. После тоа пациентите се препраќаат на рехабилитација, доколку се работи за крварење, значи протоколите, односно клиничките патеки кои што ги спроведуваме на нашата клиника, значи ако има крварење и има тешки компликации, најмногу може да останат до 18 дена. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашите денешни гости. Доктор Божиновски, ги споменавте, нели, кои се симптомите, како да се препознае, меѓутоа претпоставам дека имате и случаи каде што не мора да ги има овие симптоми, да се утврди дека има мозочен удар, и овде би се надоврзала што доколку се, нели, интервенира во тој златен час на време да се дојде, кои се оние интервенции кои што може, нели, да помогна да се врати пациентот во нормална состојба? Значи во акутниот третман на мозочниот удар, како и секаде во светот, така и кај нас постојат тие тераписки модалитети. Прва е интравенската тромболиза. Значи тоа е една метода на која што се аплицира фибринолитик, тоа е всушност лек кој што се аплицира интравенски и целта е на тој лек да го растури, односно разруши тој крвен згрушок кој што го затнал крвниот сад. Втората метода која што успешно веќе се работи заедно во координација со колегите од радиологија
Тоа е механичката тромбектомија. Меѓутоа, за да еден пациент биде подлегнат на некој од овие интервенции, мора да ги исполнува инклузионите и ексклузионите критериуми. Доколку тие не бидат исполнети, апсолутно нека не може да се подлегне на таква интервенција, бидејќи може да биде и самата контраиндицирана. И затоа ние инсистираме и напоменуваме дека Кој не може? Кој не може да биде подлегнат на тие? Значи има одредени точни критериуми, се бодуваат прво кој од тие пациентот ги исполнува. Факторот време е број 1. Ако пациентот се донесе подоцна, ако се донесе после поминат тој тераписки прозорец, односно ако се донесе после 5-6 часа, 12 часа или некој се носати после 24 часа, тогаш веќе е апсолутна контраиндикација од самото носење на пациентот. Понатаму има и други критериуми кои што пациентот треба да ги исполни. Возраста веќе како критериум не е толку ограничувачка и на кои тие критериуми. Коморбидитетите, примањето на одредени лекови, и затоа сакам и да напоменам дека еве еден апел до докторите кои што први се соочуваат со таков пациент, не е потребно тој пациент да му се даваат никакви лекови од типот на антикоагуланси или антиагрегациони лекови, бидејќи некогаш можат да бидат и контраиндицирани и самото давање на тој лек да биде понатаму пречка за да може еден пациент да се подлегне на таква интервенција. Сега кога рековте апел до лекарите, тоа мислите на оние во внатрешноста доколку се случи? Не, мислам на лекарите кои што први се соочуваат со пациент со мозочен удар, а тоа се лекарите од итната медицинска помош и матичните лекари. Така. Пред да ги вклучиме гледачите, колку е важно да се следат постојано виталните параметри кога е нели пациент со мозочен удар во одделите за интензивна нега? Многу е важно за пациентите да се следат виталните параметри. Значи, еден таков пациент кој што е донесен во тој тераписки прозорец и кој што ги исполнил сите критериуми за да му се даде една ваква терапија, зборувам за тромболитичната терапија, понатаму е под постојанен мониторинг на една медицинска сестра и тоа интензивен на секој 15 до половина час во првиот сат додека самата терапија се дава и понатаму во текот на 24 часа се уште се продолжува на половина час до час каде што се следат покрај крвниот притисок, се проверува да нема знаци за крварење, се проверуваат значи самата устна празнина, било која да е на друго место да се појави модрица, се следи температура, се следи гликемија и нормално состојбата на свеста. Така. Пред да продолжиме, веќе имаме на гледачи, да им дадеме можност и на нашите гледачи. Повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Дака, тука е добар ден до докторката и до сестрата. Сакам да ме прашам. Јас сум 83-та генерација. Првата случка која ми се случи беше вртоглавица јака, проследена со трнање на раците и нозите, проследена со неконтролирано мокрење и повраќање. Ги направивме сите анализи на главата, ми направија компјутерска томографија, ЕЕГ на главата со стон, центар за рамнотежа, ми дадоа терапија, ми рекоа дека нема потреба од магнетна резонанса, дека имам проблем со центарот за рамнотежата. Сакам да го прашам докторот дали тоа ќе се лече или треба само да го следат. Од другите параметри со главата ми се уред и дали е потребно да направам магнетна резонанса на главата. Од другите параметри доктори ми беа вред. Само да ве прашам, дали тие симптоми помина или се уште траат да се појавуваат? Докторе, тие симптоми првиот пат ми се јавија 2021 и сега. Они постепено се намалуваат, ама малаксеност, некој проследената квадратоглавица, случува се да имам, моментално пијам сезам, епиронеурон и диазепам од 10 милиграма, а 5 милиграма биорела и фезамов. И сега викам дали има потреба докторе од магнетна резонанса на главата или да оставам како што е за да ги пијам терапиите. Тој ми вика дека имам проблем со центарот за рамнотежата. Дали тоа уопште се лече, докторе? Така. Фала многу. Така, ви благодарам многу за јавањето. Вака, во однос на тоа колку ја разбрав, гледачката е релативно млада, 83-та. Јас ве повикувам да се јавите на нашата клиника, да се направи еден убав невролошки преглед и потоа доколку е потребно да се реализира и магнетна резонанца на глава за да може точно да се утврди дали има некаква промена и која понатаму би имало потреба дополнително до диагностика, може би хоспитализација. Како и да бидејќи се повторува, не е лошо да се јави на еден контролен преглед. Да. Еве, јас се надам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Убав ден да имате и све најдобро ви пожелувам. Ви благодарим.
ме интересира многу. Старецот ми е 7 години со епилепсија, панкреасов болест, со мозочен удар, 7 години е непостојан. Сега ги имаше тие тегратола 400 милиграма, му ги имаше редовно, без ним не може да живи. Едно време ги снема, доби удар, епилепсија убраво, со 9 сата у кома е бил. Сега ги нема од мај месец, па ќе ве молам ако може некако да ги снасува министерот за здравство, тоа е страшно, да ги нема толку време лековите. Ќе ве молам да се заинтересират да ги пуштат, да ги снати тие лекови. Така, јас колку што разбрав за епилепсија ги нема лековите, меѓутоа и пациенти со мозочни, со Паркинс. Еве, да, нема секако вас да ве прашуваме за лековите, тоа е надлежност на здравствените власти, меѓутоа ако го има толку состојби, колку е важно да се зема терапијата на времено како што. Еден совет еве до гледачката, доколку не може да го најдат тој лек, може да се даде соодветна замена, да го посетат матичниот невролог, ќе даде соодветна замена, нема да има проблем. Повремено се уваат такви недостатоци на одредени лекови, меѓутоа генерално антиепилептиците се достапни, кај нас и ги има, а апсолутно исклучително важно е да не се пропуштат дозите на антиепилептикот, бидејќи сепак постои ризик да добие пациентката напад, така што би советувал доколку би нема да се промени терапијата за да може да биде континуирано пациентката под терапијата, да биде стабилизирана всушност и да биде континуирано мониторирана така како што треба. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Ќе ве молам да се јавувам за жена ми. Повелете, ве слушаме. Она имаше 3 пати мозочен удар и плюс имаше запушување во нервните системи, во срцето. И направија конографија. Од конографијата имаше голем проблем, двете раце и се направија се со крв. И сега лежеше интензивна 2 недели, у кома беше и плюс имаше амнезија. После месец дена се разбуди, а тоа се ово што ви го кажам било у 8 март болницава, а после дојдоме кај вас, кај докторка во државна болница, Христина. И така да она ни даде да ја снимиме главата пак, ама се уште она има болки и не може не знаеме како, во која состојба. А има болки, женава и тешко дише, малку ќе почне да се движи, се уморува. Така. Колку се тоа може да биде како последица на тие мозочни удари, колку што го разбра гледачот, 3 мозочни удари има? Според ова што го слушнавме, пациентката била во една тешка состојба, бидејќи била во кома, била подлежена на сериозна интервенција. Сето тоа носи ризици од вакви едни компликации, да кажеме. Сега, бидејќи гледачот кажа дека пациентката почнува да се движи, јас би советувал да се започне со физикална рехабилитација, за да може полека функциите да се враќаат колку е можно во нормала. Не можам да кажам колкави оштетувања има мозокот, бидејќи сепак не сум ја видел таа пациентка, но според това би требало во оваа фаза, после овој период 6-7 месеци, да се започне веќе со физикална терапија, за да може да се вратат дел од функциите кои што. Така. Доктор Божиновски, споменавте нели апелот до лекарите кои што први ќе бидат во контакт со пациент со мозочен удар да не се дава антикоагулантна терапија. Што доколку еве се реагира во тој златен час, навреме се тргнува, меѓутоа му даваат таква терапија, кој е сега ризикот да не може нели да се врати во тие нормални функции доколку не му била дадена, ама вие направите тромболиза и секако се помине како што треба. Пак ќе се наврата, многу е битна анамнезата, односно хетероанамнезата, да знаеме ние пациентот што земал предходно пред да почнат или во тек на добивањето на мозочниот удар. Меѓутоа и покрај тоа и да се даде, ние имаме можности и механизми да се испитаат одредени трансфузиолошки параметри кои што ќе ни дадат одговор дали може ние да аплицираме тромболитична терапија. Да напоменам дека кај механичка тромбектомија давањето на антикоагулантна терапија не е контраиндикација, така што тие пациенти доколку не може
може да бидат тромболизирани, може доколку се сепак нели подобни за да бидат подлегнати на една таква интервенција како механичка тромбектомија да биде истата извршена. Во однос на прашањето кој е бенефитот, значи ова е една терапија која што е животоспасувачка, од друга страна го намалува процентот на инвалидитет, бидејќи мозочниот удар е бореден во светот за инвалидитет, така и кај нас. Така што исто така сакам да напоменам дека оваа терапија има и одредени несакани ефекти и контраиндикации, така што тоа што го спомна сестра Гордана, бидејќи во текот на самата апликација можни се несакани ефекти, веќе ги набројам најчестите. Тоа се алергиските реакции, анафилактичките реакции, ако ние не сме имале некоја таква посериозна, да кажеме. Меѓутоа во тој момент веднаш мора да биде прекината таа терапија. Понатаму се крварењата. Најчести се од гастроинтестиналниот тракт, може да бидат од урогениталниот тракт, крварење од гингиви, затоа го спомна дека ние на 15 минути ги проверуваме пациентите да немаат таков некој несакан ефект и најтешките компликации се интрацеребралните крварења, кои што можат да бидат и животно загрозувачки, односно да се појават. Иако е мал процентот, сепак пациентот, доколку е нормално во состојба да биде запознан со тие несакани ефекти, доколку не придружбата или семејството, за се тоа добиваат една поопширно објаснување пред да биде некој пациент подлегнат на таква една интервенција. Так. Еве спомена нели доктор Божиновски кои се тие витални параметри кои што може да се нарушат нели откако ќе биде пациентот на одделот за интензивна нега. Како реагираат сестрите? Како всушност изгледа тој еден работен ден на медицинска сестра на оддел за интензивна нега? Работата е многу динамична, значи вие во одреден период не се грижите само за еден пациент, значи одделот има 7 кревети, значи 7 пациенти се постојано хоспитализирани таму, ретко кога има нели празен кревет. На смената се обично од сабајле 2 сестри со одговорната сестра, попладне и навечер е само една сестра. Значи захтевна е работата од нив. Имаме ние комплетна опрема, значи клиниката се модернизираше во однос на опремата во смисол на нови кревети кои што се сега електрични, малце со го леснуваат, значи преместувањето на пациентите, подигањето на пациентите, секако да не е тоа рачно, да не е тоа со помош на физичката сила. Понатаму имаме монитори. Мониторите исто така ја олеснуваат работата, зашто сигнализираат доколку има некаква промена кај пациентот. Меѓутоа, нели човечкото око е тоа кое што треба будно да следи. Има работи кои што машината не може да ги препознае, али затоа е сестрата постојано присутна таму за да ги препознае. Така. Споменавте кои сте, доктор Божиновски, контраиндикации кои што би можеле нели да настапат со тромболизам, меѓутоа кој е бенефитот? Кога веднаш може да видите дека се враќаат функциите, може целосно да се врати нели во нормален живот пациент со мозочен удар? Ќе напоменам, колку пациентот побрзо се подлежи на таква интервенција, толку ефектот не е подобар. Колку повеќе се остави време да помине, нормално најголем дел на неврони веќе изумираат. За 3 до 5 минути во зоната на инфарктот тоа мозочно ткиво пропаѓа. Меѓутоа ние се бориме сепак за околното мозочно ткиво кое што сепак е во хипоксија, односно недостаток на кислород и хранливи материи, но добива одредена количина на крв и тоа за кое ткиво ни мозочно ткиво за кое што се бориме. Тоа се вика пенумбра и кај некои пациенти ефектот на самото третирање се гледа веќе после неколку минути, кај некој за 15-20 минути, половина час до час. Самата процедура трае 1 час, додека се аплицира самиот лек. Некогаш тие пациенти се подобруваат видливо и во тој период. Доколку нема подобрување од самата тромболитична терапија, може таквиот пациент, доколку исто така ги исполнува оние критериуми кои што веќе ги спомнавме, да подлегне и над втората метода, тоа е механичка тромбектомија, доколку има нели потреба од нешто такво. Целта е да се намалат последиците од самиот мозочен удар, а кај голем дел од пациенти и да ги нема. Значи тоа е единствена терапија која што може тоа да го постигне. Се друго кога се третира покасно веќе лекувањето е малку потешко. И таму ги имаме тие потешките последици. Потешките последици, но да напоменам дека зависно и регијата на мозокот која што е со мозочен удар, односно таму каде што има нели нарушување на циркулацијата. Не сите региони од мозокот даваат одредени симптоми, не сите региони од мозокот имаат иста тежина на симптомите кои што ќе ги дадат, така што мозочните удари во мозочното стебло, во тие витални центри можат да бидат посериозни и помали мозочни удари. Така што и зоната на инфарктот е многу витна и регијата каде што настанува тој инфаркт. Така.
Како комуницирате со семејствата? Предпоставам дека тие сакаат, нели, постојано да добиваат информации, меѓутоа знаеме како е кога пациент ќе биде на оддел за интензивна нега. Знаете што са малку е проблематична комуникацијата по телефон, иако за време на ковидот и пост-ковидот беше единствен начин на кој што можеше да се комуницира, или семејствата добива информации на врата за тоа што беше забранета посетата. Ако се сеќавате, сега веќе посетата е дозволена, меѓутоа е редуцирана до 20 посетители на секој пациент заради, нели, дополнителни инфекции кои што можат и од надвор да ги донесат, меѓутоа и пациентите наши се вознемируваат и така да. Комуникацијата е сведена, значи лекарите кои што се на оделот и одговорната сестра имаат главната комуникација со семејствата, значи наслоките во однос на она што може да се внесе на клиниката или нешто ако треба да се земе како вишок оди преку нив. Сега проблем е кога ќе се јавите по телефон, затоа што согласно Законот за права на пациентите вие потпишувате одредена изјава за понатамошна комуникација во која што има секој пациент право да назначи тројца лица и комуникацијата понатамошна во врска со состојбата треба да биде и мора да биде само со тие три лица. Па проблем е кој ќе се јави некое четврто лице, тука веќе информации по телефон не може да добијат. Меѓутоа предпоставам треба стрпливост па и од страна на семејствата, меѓутоа и од страна на здравствениот. Знаете како сега, ние се оставаме, нели, на менталитетот на луѓето, кога имате утврдени правила, пожелно е и двете страни да се придржуваат до правилата. Отстапки секогаш ќе има, несогласувања секогаш ќе има, меѓутоа се трудиме колку што може да бидат поминимизирани. Проблемот е кога ќе се звони по телефон и кога се очекува дека некој веднаш ќе се јави на телефон, затоа што не имаме оставено, нели, кога доаѓаат во известувањето на придружникот е пишан и еден телефон кој што е за дежурната сестра, меѓутоа мора да разберат дека во моментот има само 2 сестри, а 37 легла, и дека ако е сестрата покрај телефонот, не е покрај пациентите. Не може да биде покрај пациентите, така. Затоа рековме треба да има стрпливост и од едната и од другата страна. Дали имаме гледачи? Да. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот и сестрата и до вас. Ви благодарам. Имам прво да се заблагодарим, јас сум од Тетово, да се заблагодарим на невролошката клиника во Тетово, посебно на докторка Донка и доктор Камбери и целокупниот персонал во неврологија во Тетово. Сега прашање имам до докторот. Повелете. Сопругата ми беше у април месец имаше мозочен удар. До сега неколку пати сме биле на преглед, се во најдобар ред. Треба да одиме месецов повторно на преглед. Прашањето докторот, дали покрај лабораториските наводи треба и да се направи томографија или не треба после 6 месеци за преглед? Еве, после колку време, така мислам дека и прашањето, од кој ќе се прележи или ќе се преживее мозочниот удар, треба овие диагностички процедури. Доколку состојбата на пациентката е добра и без влошување дополнително, нема потреба од дополнителна компјутеризирана томографија, затоа што сепак тоа е метода која што има радиоактивно зрачење, тоа се X-зраци. И не гледам потреба дека после 6 месеци не знам што би очекувал докторот да направи контролна компјутеризирана томографија. Може би било добро да се регулираат ризик факторите, односно да се прави соодветна секундарна превенција, да доколку има некаков проблем со циркулацијата на вратните крвни садови да се прават контролни снимања со Доплер или некаква дополнителна современа, да кажеме, диагностика, меѓутоа, ако е добра состојбата и не би очекувале нешто, некакво значи нема потреба, зашто? Так. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Добро утро. Добро утро, повелете. Јас сум пациент на доктор Јован, се извинувам, не сум околу темата, но сакам да прашам кога ќе можам да добием упут за кај него, пошто не можам еве 3 месеци да дојдам до. А од каде се јавувате? Од Скопје? Од Куманово. Од Куманово. Еве, доктор Божиновски, ова е чест проблем што го имаат, затоа и прашав од каде ни се јавува гледачката, посебно од внатрешноста, да може да добијат термин, па не само на неврологија, меѓутоа и на други клиники. Вака, јас имам доста пациенти и повеќето мои пациенти знаат дека мојот ден за прегледи е обично петок.
Еве да нагласам, бидејќи во моментов и сум директор на клиниката, јас ќе продолжам да ги прегледувам пациентите во петок. Согласно со тоа може да ние секој месец, на секој 10-ти во месецот пуштаме термини за следниот месец. Така што еве на 10-ти овој месец ќе пуштат термини, за следниот месец пациентката може да закаже. Доколку е нешто итно, може да дојде во петок да се видиме од 9 до 12 часот. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Само може ли да го намалите звукот на телевизорот и повелете, ве слушаме. Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Може ли едно прашање до докторот, мислење да прашам само? Повелете, во програма сте. Вака, јас мозочен удар немам добиено, али притисокот многу ми варираше. Висок, низок. И многу главоболки и тресење на рацете, на се и на устата тресење. Добро. И нанаш како да се губам, и без снимки на главата праве се, ништо на тоа не најдоа. Добро е, се добро е и кај докторката Зикова во Јане Сандански со приоритетен упат ме пратија и она на сето тоа што ви го кажавме како што ми препиша трилептал или оксалеп, предходно ги имаше таблети, да ги пијам како да имам епилепсија. Добро. Сега, од каде тоа епилепсија, не знам јас, еве поточно докторов да ми каже мислење, и ти ја зепам да ги пиеш по потреба, али мене пак не ми е во ред работа. Така, јас ви благодарам за јавувањето. Колку вие симптоми може да укажуваат, еве, за мозочен удар, иако не покажало ништо на снимките? Она што треба прво да направи пациентката да го регулира крвниот притисок, бидејќи самата кажа дека се уште има варијации, и да си посети интернист или кардиолог. Во однос на докторката, таа терапија која што ја дала, веројатно од клиничкиот преглед, од сите диагностички испитувања кои што ги направила, заклучила дека е потребно да се внесе таков лек, и тука не би коментирал, докторката ја познавам и одлична е, така што еве доколку има некаква дилема, може да дојде на второ мислење. Така да си земе второ мислење. Пред да вклучиме други гледачи, доктор Божиновски, кои се најсериозните последици кои што може да ги предизвика мозочниот удар? Најсериозната последица сепак е завршувањето со екзитус леталис, односно со смрт. Да, освен секако се извинувам, освен или фаталниот исход, кои се оние најтака сериозни последици? Најсериозните се инвалидитетот кој што го остават кај пациентите, кај одреден дел на пациенти, тоа е отприлика 1/3, останува траен инвалидитет. Тој зависи од состојбата на претходното, сето она што кажеме од мозочниот удар, големината и сето тоа. Кај одреден дел од пациенти за жал остануваат неподвижни, во инвалидски колички, одреден дел на пациенти се враќаат во некакво нормално функционирање, во смисла на движење, изведување на сите оние активности на дневен живот, лична хигиена и исхрана, меѓутоа им е потребна сепак помош од некое друго лице. И кај одреден дел на пациенти остануваат без никаков дефицит, тоа е некаде 1/3 исто така. Така. Кога се не само и на оддел за интензивна, меѓутоа и кога ќе се подобри нивната состојба, колку е важно пред да бидат отпуштени од клиниката за неврологија и физијатар и помагање дека треба да станат од кревет, како да продолжат понатаму со своите секојдневни активности? Клиниката располага со тројца физиотерапевти кои што согласно потребите ја обавуваат оваа физикална терапија. Значи проценката за рана рехабилитација во смисол на физикална терапија ја прави ординирачкиот лекар, ординирачкиот невролог, а понатаму они спроведуваат она што ќе им биде наложено. Пациентите имаат активни и пасивни вежби. Значи, согласно нивната состојба, ти не можете секој пациент веднаш да го седнете, меѓутоа и семејствата треба да бидат спремни на тоа дека сите пациенти во иста состојба не можат да се земат, па некои ќе ги земат
буквално во лежачка состојба, а некој може и на нога да си замине од клиниката. Меѓутоа, значи пак ќе кажам, физикалната терапија е на индивидуално ниво. Се практикува толку колку што дозволува состојбата. Значи без да има некакво оптоварување на пациентот кој што дополнително би ја усложнил неговата ситуација, особено кај пациенти каде што причината за мозочниот удар е срцето, односно некаков проблем со срцето. Меѓутоа, од која ќе ја напуштат клиниката, она што понатаму останува да продолжат препорака, сите добиваат во отпуснато писмо, стои по препорака кога треба да се јават на контрола и дека веднаш по заминувањето треба да се јават на клиниката за физикална терапија и рехабилитација, за да го продолжат понатаму, да продолжат рехабилитацијата кај нив. Само би додал во овој дел, физикалната терапија е дел од процесот на лекување на пациентот. Да, затоа и ми беше дека мора да продолжат. Раната рехабилитација кај нас започнува 3 до 5 ден зависно од состојбата на пациентот, а понатаму продолжува во текот на хоспиталниот престој на клиниката. Сакам да напоменам дека лекувањето на ваквите пациенти не завршува со испишувањето од клиниката за неврологија. Лекувањето продолжува. И во овој дел ние имаме соработка со клиниката за физикална медицина и рехабилитација во Козле. Докторите од таму доаѓаат кај нас и лежачките пациенти ги прегледуваат и они веднаш ги закажуваат на кој датум да продолжи со лекување во нивната установа. Така што пациентите на испис најчесто добиваат датум кога да се јават на клиниката во Козле. На тој начин се скратува патот на движење на пациентот и на еден начин доаѓа до посакуваната терапија многу полесно и јас ќе инсистирам тоа да продолжи на уште едно повисоко ниво, се со цел пациентите да бидат колку порано почнати со таа терапија, толку мислам и ефектот ќе биде подобар, односно пациентот ќе ни биде подобар. Така што ова е составен дел на лекувањето и неизбежен дел. Да. И знам дека може уште многу да зборуваме, меѓутоа велики сме при самиот крај на емисијата. Еве за вакви состојби, затоа сте нели и двајцата мои гости, колку е важна соработката, функцијата медицинска сестра лекар. Многу е важна, секако, мора да има соработка, мора да има разбирање, мора да се следи ланецот нели на наредби, секако. Значи докторот ординира, сестрата спроведува. Морам да ја пофалам клиниката дека има одличен тим, значи односот апсолутно, односот е одличен, со тоа што морам да пофалам и дека постојано се вложува во едукацијата, не само на лекарите, туку и на медицинските сестри. Значи можеби 80% од сестрите кои што се грижат за овие пациенти, не ги спомнувам пошто имаме во меѓувреме нели ново вработени сестри, веќе имаат и поминато обуки и се спремни сестри за работа за пациенти со мозочен удар. Така. Докторе, што ви правеле вие да немате медицинска сестра? Што би правеле без медицинските сестри? Значи јас би напоменал и тоа редовно го кажувам на моите колеги, оваа работа е тимска работа. Можете да бидете најдобриот доктор на цел свет, но доколку немате тим позади вас, ништо тоа нема да биде. Исклучително важно е да имате одличен тим. Тука не е само медицинската сестра. Так. Тука веќе ги спомнаме нашите физиотерапевти, физијатрите, понатаму болничарите, да не ги заборавиме, се една исклучително важна алка во текот на лекувањето, третманот и грижата за пациентите. Така што, ако се работи тимски, ако се работи по сите оние протоколи кои што ги имаме веќе воведено, ќе имаме и подобар успех. Доколку вие немате добар тим, тогаш и ефектите од лекувањето нема да бидат на посакуваното ниво. Затоа инсистирам и секогаш ќе инсистирам дека оваа работа не ја врши само докторот, туку е тимска работа во која што се вклучени многу алки за да биде тој синџир така јак и за да имаме таков ефект. Меѓутоа и претпоставам дека и доста важно е како што кажа и сестра Гордана, надградбата на сестрите, едукациите, нивното високо образование, сето тоа секако е во интерес на самата клиника. Апсолутно, ако не се ние и животот е таков, постојано се учи, но и медицината бара постојано учење, надоградување и така натаму. Вие ако не се надоградувате, останувате на едно ниво, а медицината знаеме како оди напред од година во година, веќе имаме нови протоколи, нови начини на работа и едукацијата исклучително и круцијално значење. Без добра едукација, без добро едуциран кадар, мислам дека не можете да очекувате некаков голем ефект. Да, јас како што споменав може многу да зборувам, меѓутоа времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам и на двајцата што бевте мои денешни гости, што ве зборувавме за овој здравствен проблем, барем како да се препознат симптомите и навреме да се реагира.
Благодарам за поканата. Ние во насока на ова имавме и отворен ден на клиниката тоа секако. Да, одбележувањето на светскиот ден на мозочен удар и токму еве и медиумите се многу битна алатка да кажеме за да се подигне таа јавна свест за значењето на мозочниот удар, за препознавање на симптомите и секако третманот на истиот. Така. Јас ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.